Па првите почетоци беа уште во средното во гимназијата Јана Сандански и потоа континуирано продолжив 3 пати во ЈНА како студент и до ден денеска. Повеќе од 45 години веќе дарувам крв. Вкупно 100 или над 100? Над 100, над 100. Ја знаеме бројката? Па од Црвен крст според нивните евиденции околу 113 пати. Мислам дека се околу 110 до 113. Кој ви ја всади таа љубов кон крводарувањето? Како дојдовте до тоа како средношколец, се сеќавате? Па не се сеќавам, меѓутоа тоа е една од најблагородните работи, да даруваш крв, да помогнеш на тие што имат потреба и посакувам сите да бидат здрави со цел да можат да даруват крв. Значи тоа е една од најблагородните работи што жив човек може да го направи. Сите викаат од срце да му помогнеш на некој. Управо дарувањето на крв е срцето пулсира и крвта ја дава таму кај што треба, тоест преку службата за трансфузија се пласира до луѓето на кои што им е потребно. Дали тоа значи дека на секоја крводарителска акција, колку годишно, како дарувате крв, само на акција или по повик? Не, по повик ми е било најтешко од причина што луѓето осеќаат благодарност. Ние тоа не го даваме со цел некој да чувства благодарност цел живот. Јас редовно на 3 месеци давам. Во текот на календарската 2001 година, кога беше војниот конфликт, дадов 5 пати, на почетокот на јануари и на крајот на 31 декември. Тогаш имав посебна мотивација ради повредени колеги и така натаму. И дали таа порака што сега ми ја кажувате, ја пренесувате на останатите? Да, сакам да ви кажам дека доста од колегите сега има некои околу 50 и повеќе, имам колега има над 120 со кои работевме во Тетово. Сакам да ги поздравам сите крводарители со цел да им посакам здравје и да можат и понатаму, додека можат, да даруваат крв. А кон помладите? Младите ќе ги мотивирам. Како? Па со укажување дека дарувањето на крв нема никаква штета по здравјето. Да кажеме една компарација, на моторите се менја улето, меѓутоа крвта се обновува и тај што дарува крв е неговиот организам е многу поотпорен, поимун на болести и тоа е тоа. Рековте имун на болести, но многу ми не се плашат. Тешко е боцкањето само, бидејќи овие иглите се подебели, меѓутоа да кажеме персоналот на службата за трансфузија се внимателни, ги штитат нашите вени, не дозволуват да пукнат и така натаму. Митро, кое е чувството? Може ли да ми го објасните? Одите во станицата, дарувате крв, заминувате. Може ли тие половина час некако во неколку збора да го кажам, бидејќи јас редовно давам, мојот организам е навикнан и кога ќе почне да ме боли главата, ми се случува на половина шише да ми помине ова болка на главата, бидејќи организмот е навикнат. А чувството дека помагате некому? Тоа е најблагородно чувство. Да помогнеш, а да не бидеш консумент на крв. И за крај, порака од овде до сега. Сите да бидат здрави и живи, да го доживеат тоа чувство, бидејќи човек е горд на самиот себе, се шири емпатијата, значи тоа е еден вид на помош на сите луѓе. Значи крвта на сите луѓе иста. Бојата е црвена и така натаму.